Неуспехот е совршена прилика да се обидете повторно. Добро вечер. Добро вечер. Ај живи. На здравје, колешке. Здраве. Да ти кажам, многу ми се свиѓа оној таравари. Многу ми се свиѓа. Дефинитивно човекот е добар. И алал му вера на Мицко што го стави министер за здравство. Абе, прав човек на право место. Така е, апсолутно. Дефинитивно, шо се. Избори бре македонски, Збори. избори, не како оној ајдук од зајац да не можеш збор да прозбориш македонски бе. Види, кога го гледаш таравари, гледаш еден фин, одмерен, културен човек, а да не збориме дека си е стручен во својата област. Да бе, да. Прва лига е човек. И револуционер, и джентламен. Абе, да не беше он и оној Меджити, уште ќе владееше дуи со Македонија. Таравари е храбар. Ти да му кажеш не на еден Ахмети, треба да имаш на толкави. Да бе. Човекот ги има. Абе, нема збор. Така е. И реформите у здравството му се цакум-пакум. Баш пред некој ден бев на клиника, све под конец. Све под конец. Аллах му вера. Колешке, се може ако се сака, а таравари сака. Така е. За таравари, да е здрав и жив. И за нас. И за ВМРО да помана. Ајде, колешке, за ВМРО да помана. Ајде, за ВМРО да така. помане. Да ти кажам, овој таравари е обичен предавник и ништо друго. Не ми го спомнуве. Не ми го... Абе, човек го направи. Тачно. И види како ни враќа. Нема фала. Абе, гарант е уценет и од комуњарите и од дуевци. Друго немаш да е друго, бе. И сега само измислува некои аргументи измислува, па глупости. Година дена све е супер, сега Бадинтерот не чинел, он бил многу разочаран, и сме ги маргинализирале албанците по институцијата. Па како не ти е срам? Абе, ајде, глупости лупа, па и нели го слушна, шо вика сега ќе идам меѓу народот да видам што сакам. Па ти што правиш, бе, тука? Па што не си отишол да видиш, бе? Ние не сме биле за Европска унија, Он има храброст тоа да го каже. Таравари. Па кој бе во оваа држава за Европска унија ако не е ВМРО да помне? Тачно. И пази, он живее у Тафталиџе и има куќа од 256 квадрата. сум читал. И пази се, ја купил 150.000 евра. Демек ја купил на кредит. Ти текнува кога оние имаше купена таа куќа, да? Кога? 2021 година. Шо? Тогаш имаше криза у влада, он ја нема купено, таа му е дадено од ДУИ, само Бакшиш. колку да остане во влада. И само ги гледа како ги менја владите. Те со една влада, па излегува, те со друга влада, па излегува. Сега пак излегува. Па излегува бе мрш да те нема. Абе, ранда ти нека оди бе, не ни треба бе. Ништо ни треба. Ајде Беги таму. Ајде за наше ВМРО да помогне. Ајде за... Маравари, ај молим. Господине, добар ден, како сте? Кој бе добар, е? Катастрофа еденов. Зошто е катастрофа? Кило праски 400 денари, кило кајси 400 денари, сега бев на пазар. Кило лубеница 100 денари, кило цреши 500 денари, кило јагоди 200 денари. И што да правиме сега, да не јадеме още, трици да јадеме? Си ја купив ова јагодка за 5 денари и ја шматам така колку досетам вкусна, да. Страшни се цените, но страшно и за Фрчковски, кој доби кривична пријава. Бе добро, него го тужа за 58.000 долари. Таа е, мислам, веќе вижено. ВМРО-вциве го секоја година кривични му стегат, колку да не биде на рад човекот. Сама Фрчко е тврдокожец, он ќе издржи, нема гајле. Сега ќе почне да збори дека ова е вршење притисок врз него, да го замолчат, ширење страв, бла, 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 бла. Веќе виден филм, значи, и од страна на тужителот и од страна на тужениот. ЕУ на Македонија ќе даде 750 милиони евра, а државава веќе во март доби 52 милиони евра како предфинансирање. Фала и на Европската унија, супер ќе ни дадат тие пари. Ама ја предлагам до Европската унија да ни воведе контрола на трошењето на тие пари, разбираш, зашто ако остават на нас, ние тие
Папала маца. Ева, ние сме домакини луѓе. Абе, домаќини сме, ама меѓу нас многу арами имаме, разбираш? Затоа прилагам контрола од страна на Европската унија, за да не биде папала маца, не? Зголемете ги платите на сите полицајци. Судска, затворска, шумска, МВР, бидејќи на безбедноста не се штеди, господа, крик на независниот синдикат на полицијата кој протестираше на улица. Добро, опозицијата знае да каже дека ние сме полициска држава, ама овој протест го покаже спротивното. Сега искачат дека полицајците биле само незадоволни и несреќни. И тоа е тоа. Значи Македонија не е полициска, туку е демократска држава. Реални се шансите за економскиот раст на државава за првиот квартал да изнесува измеѓу 3,5 и 4% и со тоа да бидеме едни од најдобри во Европа, рече премиерот Христијан Мицкос. Знаев дека тие Германија и Франција се гола вода и остала компанија. Они стагнираат, ние одиме само напред. Мене само едно друго ме плаши. Немој да ни го земат премиерот ние. Шо ќе правиме после, бе, дечко? Јас читам дека Европа нон-стоп е во криза со лидери. Ама една друга мисла ми иде на памет. Си вика, можебе ќе си рече Мицковски, дома си е дома и нигде не одам. Филипче имал златна виза за Дубај, а и златни бизниси во Дубај. Он има виза, ама не му е златна. Човекот си има обична виза и тоа ја добил за да оди на преговори таму со една тамошна болница и да работи таму како доктор. Тоа е тоа. Арно ама го избраа за председател на СДСМ за наша среќа и сега ќе ги направи ВМРО ДПМН лом. Слушате што зборувате? Сакаш да се кладиме дека најмалку 5 градоначалници ќе има СДС, сакаш ли? Тоа е голем успех, да не кажам историски. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта беше во посета на Скопје. Беше, да, ни удри 2-3 заушки и си замина, ама мене најинтересно кај него ми е презимето. Нели, он се презива Кошта. А Кошта е еден српски збор што кај нас е од домаќинот и ние си го користиме секојдневно. Пример, идеш на пазар, колку кошта Патлижанов. Идеш у салон за автомобили, колку кошта Мерцедесов. Идеш у општина, извини друже, колку кошта да извадам градежна дозвола, ама на брзински, знаеш. Идеш у болница, докторе, колку кошта да го оперираш татко ме, човеков е на умирање и така натаму. Антонио Кошта беше и си отиде. Наше во Кошта крај него. Многу убаво кажано, господин. Што сте вие по професија? Јас сум машиновозач. Цел живот сум во железница, ама ти кажам од година во година се побетер и побетер. Може било бетер, ама сега ќе ви биде многу подобро. Значи, вас ве очекува инфраструктурен бум. Еве, баш пред да започнам со снимањево, прочитав една вест. Еве, веста сега ќе ви ја прочитам на вас, да слушнете. Еве вака сега. Ќе се модернизира и реконструира коридорот 10, железничката пруга од Табановце до Гевгелија. Граѓаните ќе патуваат со возови кои ќе имаат брзина од 160 км на час. 160? Да. Карго возовите ќе возат со 110 км на час. Да, ќе има нови композиции и македонски железници ќе имаат годишен приход помеѓу 100 и 120 милиони евра. Еве прочитајте и сами ако не верувате. Кој го кажал ова, мистер Бин? Премиерот. Премиерот го кажал ова. Сварно? Па да. Леле, колку сум среќен, леле, колку сум... колку сум среќен. Господине, ве молам не се преправајте. Господине, леле, се одјави овој. Ете, драги гледачи, луѓето почнаа да умираат од среќа кај нас. Дечко, те молам некој денар, дај ми 2 дена неам јадено, ми кркорат црева, многу сум ладен. Чекај да видам, ајде, чекај. Еве ти една стотка на здравје нека, ајде. Фала, дечко. Абе, ја од тебе негде те знам, бе, да не си новинар ти? Не сум новинар, ме знаеш од Зевзекманија, таму си ме гледал. Ај! Од Зевзекманија, знаев, дебели, знаев.
Еј, немој дебели. Немој дебели, 17 кила ослабев, не јадам мрсно, не јадам благо, не пијам газирани сокови и вежбам секој ден, ти дебели. Ај, не ми кажи тука гачки, бе. Како не ви е срам на тебе и на таа цела екипа, бе? Со месеци ќутите за СДСМ, за себе е ВМРО криво, бе. Абе, соросоиди едни ве платиле таму да молчите, уста да натварате за Филипче да зборите таму. Господине, нема врска. Што бе нема врска? Што нема врска? Не ви чини Мицковски, не ви чини ВМРО, не ви чини оној Максим, не ви чини Меджити. Ај бе, бегај да не земе на стапке, ти искршам, озбилно ти кажам. Тебе гледам, многу ти е убаво со ВМРО. Прекрасно ти е со ВМРО. Копаш по континери, тука бараш пари за леб, бе. Копам, бе, копам, зашто сум мрзе и ленчуга, бе. А види, ВМРО работи за сите нас, бе. Името не го даваат. Бугарите не ги внесуваат у устав на Европската унија и рекоа пријатно чао бе, тоа бе сине. Ја, па шо се објаснувам со тебе? Ај, пријатно, ај. Шо бе пријатно, шо пријатно, нати ги овие 100 денари, нати ги. Озбилно, не ќе ја пари од соросиди и дај Боже овие за аналгин да ги користиш цел ден глава да те боли, така да знаеш. Ти си ненормален, бе. Не, будала. Не, бе, ти си нормален, бате, тоа е, бате. Ај бе, ја да си поварам нека коска за меза. Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва во нашето студио имаме двајца гости, наши познати политичари, но темата не е политичка, туку народни поговорки. Како што може да забележите, тие двајцата се маскирани од причина што сакаат да останат анонимни. Првата поговорка е: што е мое, ќе си дое. Многу глупава поговорка. Значи, народов не знам како е измислил, али е очајно глупава. Ќе ви кажам и зошто. Прво и основно, ништо не си доаѓа само по себе и ништо не паѓа од небо. Треба да се потрудиш, човече. Треба да засукаш ракави. Јас се потрудив, направив 5-6 тендери кога бев во високата политика и сега знаете што? Имам 500.000 евра и возам Ламбурджини. Добро, значи што е мое ќе си дое чиста глупост. Идиотизам. Одиме со втората поговорка, а таа е: кој чека, ќе дочека. Абе, какво чекање, какви бакрачи, бе, нема чекање. Ти додека чекаш, некој друг ќе ти ги лапне парите. Јас на времето му се упикав на лидерот и он ме стави градоначалничка и ја давав маркици ова она и инвеститорите ми дава по едно станче и јас сега имам станче и за мене, и за децата, и за внуците и така натаму. Обезбедена сум за цел живот. Ала увера, госпожа. Мерси. Секоја чест. Значи кој чека ќе дочека е чиста глупост. Чиста и глупост. идиотизам. Одиме со третата поговорка која гласи: поштениот него боли глава и мирно спие. Глупости. Глупости невидени. Поштениот него боли глава и мирно спие. Поштениот ќе го боли глава која ќе подостари и која ќе свати колку шанси пропуштил во животот за да биде богат. Тоа е тоа. И тие приказни за поштење, па тоа се приказни за мали деца. Значи, во денешно време само глуп човек може да биде поштен човек. Во денешно време, знаете што треба да правите? Да му се упикате на лидерот, да правите тендери, да крадете, да лажете. Да ве подсетам, зошто волкот е најдебел во шијата? Зошто сам си ги врши работите. Да не бев таков, немаше сега да имам 3 стана во Грчка што ги изнајмувам и јахта на Јадран. Да прецизираме, кој е поштен, глава него боли и мирно спие е чиста глупост. Чиста глупост. Идиотизам. Значи одиме со четвртата поговорка која гласи: кој лаже, тој краде, на таван спие и вошки врие. Дали ти личам дека имам вошки? Не, напротив, вие заносно мирисате. Па точно е тоа, заносно дека мирисам, ама користам парфем од 400 евра, која ми заврши градоначалничкиот мандат, му се упикав пак на лидерот и он ме стави министерка и сега да не излезе дека се фалам, ама спечелив околу 800.000 евра. Шампионка. Браво. Фала. Браво. На Да, кој начин? Зини да ти кажам. Рацете горе! Рацете горе, себе слушнав племето ваше клептоманско, сега ќе ве уапсам. Каква драма, почитувани гледачи! Чекайте, зашто да не го апсите, па ние само зборувавме за поговорките.
така е, ништо не направиме ние друго. Ајде, вадете периките, вадете периката, ајде, вадете маските да ви ги видиме, суратите да ви ги видиме, ајде. Сега ќе ви ги видиме суратите, да видиме кој сте. Кумо? Извини, не знаем... Епа, кумо, ова вакво непочитување, кај го има, бе? Кој те вработи у полиција, тебе? Кој те вработи у полиција? Бе, комашинчик. Срам да те. Срам да ти. Гаси бе ти камерите, гаси камерите! Абе, гаси камера, кој ти викам! Гаси камера! Ајде, кумо, ајде, бегајте двајца дека се правиме дека ништо не се десило, ајде, ни лук јал, ни лук мирисал, ајде, бегајте. Ти ништо не си видел. Перо, ајде не се глупирај, молим те, значи. Перо, Не се глупирам, бре, копам. Тато, дај бе, ајде. Послушај, мама, ајде, молам, не се будали, не се глупирај. Ај, Перо. Значи, прекини со копање, дај кидеме дома, кидеме дома, ќе ти направиме една шопска, ракиичка, жолта, таа ти што ја сакаш највише, таа старата и... Абе, ајде, доста ме третираш кој да сум дете некоја, ќе ме лажеш тука со раке и со салата. Нати лопата и дојди со мене да крампаме, ајде. Абе, дај, Перо. Шо се прави бе, комши? Се копа, бе, комшија. Ајде, Да, бе. класична македонска приказка, еден копа, двајца филозофираат. Точно. Комши, ти да знаеш шо копа и ти ќе почнеш да му солиш памет. Комши, да не си решил патлиџани да садиш, а? О, камо да беа патлиџани! Па тоаш пиперки да не садиш. Абе, каков пипер, бе, гледај колку длабоко копа, бе. Каков пипер, какви бакрачи. Добро бе, комши, се, не ме држате у неизвестност. Шо е работа, шо е копање ово? Го барам гробот на Александар Велики. Ако треба цела Македонија ќе ја прекопам и цела Грчка, ма гробот ќе го најдам. А иста приказка ја почна Грујо, Кики и ја настави и надоградува. Па сега гледаш на каква мака сме, бе, комши. Перо, жити се, ај доста, молим те, значи. Која мака сипа, па ти? На мака сме, на шо мака сме? Ова не е мака, ова е задоволство. Ти бе, комшо, гледаш и телевизија? Само канал 5 сабота. Си чул за тој канадскиот бизнисмен Крис Павловски? Па го имаше човеков, се појави на телевизија и вика: "Ке финансирам само и само да го најдеме гробот на Александар Велики. Гробот на бабата на Ацо е најден таму некаде во Битолско, сега треба само уште Ацо да го најдем." Не бе, тато, тебе ти летнале гулабите дефинитивно. Еве, не свирај ме. Комши, молим те, значи, за ова меѓу нас да остане, ќе му давам чај од маточина, ќе го средам, цакум пакум ќе го направам. Молим те, значи. А комши, Кажи, тој како го рече Крис Крис Павловски, Павловски, да. колку пари плаќа за копањето? Види, ја не знам точно колку он ќе плаќа. Ама ние првите што ќе копаме ќе земеме највише пари. Плюс ако го најдеме и гробот на Ацо, ја мислам дека ќе ни даде по $1.000.000. Па комши, ајде да копаме, дај бе копаме. Ајде. Леле. Беше една будала. Сега се двајца. Ајде да си одим, има друштво татко. Треба кај да поминеме сега. Добре, чекај се. Комшо, 3-4, песна! Аце, ај што си убав, ај што си убав, сладокомет! Аце, ај што си убав, ај што си убав, сладокомет! Леле, ако го најдеме, еј. Па ќе го најдеме, шо? Милионче у джеп. Другарче, поскапе, зеленчукот поскапе, овошето поскапе, храната поскапе, апелосите, ама поскапе и корупцијата. На времето можеше да поменеш со 100 грама кафе, да речеме и бомбонјера. Иди сега помени со тоа да те видам. Минимум што ти треба 100 евра и виски на 12, како го викаат. За поголеми работи да не правиме мојот 100.000 евра, милиони. Ти текна мојабетот Мили и Грујо кој го правја. Ало, Миле, колку даваат овие жутите, овој му ја 5%. Колку е бе тоа? 17 милиона. 17 милиона. Да не се претера со новинарството, овој му вика. Абе, тоа ти е, шо да ти кажам, него, знаеш ли кој дел од екстериерот е поврзан највеќе со корупцијата? Фиока. У фиока се чуваат предмети да застарат делата. И обвинетиот нормално
да не лежи за тоа. Зашо? Зашо капнал кај обвинителот, кај судиката, судијата, нема веза. Или кај некој општински овие чиновници по министерства, чиновници разни дозволи, треба да тури печат и подпис и ќе го стави у фиока и те чека у заседа, чека, ти се брзаш, мораш да капне. Мораш да даеш, иначе нема ќе чекаш. Иначе гледав пред некој ден некој српски документарец, на времето на крал Александар му се пожалиле овие нашиве у тоа време од Вардарска бановина или Јужна Србија, дека кралските чиновници овде се корумпирани. И овој ги повикал овие кралските чиновници таму да види што е работата, пошто народот не е задоволен. И овие му рекле, кралју, абе не сме ние криви, што да правиме кога овие сами ни носат прасина, јагниња, јарења. И гледам и тоа свативе, абе ние сме криви, абе ние сме измислиле корупцијата, нас не у генот, у крвта, бе. Ние сме научени така да даваме. Така. Како вашата сопруга ја викаше мајка ви, тоест свекрвата? Мојата жена мамо. Мамо и толку ја поштуваше да не кажам повеќе него и од својата мајка. И до крај дојка почина мајка ми се поштуваше. Може јас да кажам за мене дека толку не ја поштувам колку она што поштуваш. Дали имате свекрва? Не, немам. Почина таа. Кога беше жива, како ја викавте свекрвата? Мамо. Така било некогаш. Да видиме како е сега. Како ве вика снашката? Кога треба нешто да работам, мамо. А кога треба нешто да се јади, верче, фрижидерче. Да. Стварно? Да. И вас вие убавата? Убаво ми е. Како ве ословуваат снајките? Па, видете, едната не вика тато Стево, мама Сонја. А другата не вика тато мама. Во Австралија што е таа. Тетко. Тетко ве вика? Да. И како бе тетка, па не си и тетка? Па подобро тетка него никако да ме вика. А најубаво петка да ве вика. Место тетка, петка. Снашката ме прашува како сакам така. А вие како сакате? Како до сега што било, така и од сега, да не менува. И добро е, како ве вика до сега? Тетче Тетке. и мамо. По име. По тата не ме рекла никош. Забравила. Сега ме вика по име, Јоско ме вика. Дали имате снашка? Имам, да. Како ве вика снашката? Лаки, по име. На име Лаки. Тоа ви е надимак Лаки? Надимак Лаки, значи Лазар ми е право име. А како снашката ја вика вашата сопруга? Тоест свекрвата? На име, исто. Пале. Пале се вика и снашката, Пале се вика и жената. Дали сте омажен? Да. Како ја викате свекрвата? Тетка. Тетка? Да. А не ви е тетка? Зошто не ја викате по име? Не. Добро, зашто не ја викате мамо? Па не ми е мајка. Ја сакате ли свекрвата? Да. Колку од 1 до 10? 10. Си ја сакате снашката? Ау, многу. Многу. Мам беше снаќе беше толку да ја сакате? Ме гуши кога ќе се видиме и било како и... Чекајте, не ве слушна, ве гуши или ве гушка? Ме гушка, добро, ме гушка. Се уплашив добро. Снаите ги решивме. Ајде да чуеме како ве викаат зетовците. Ме вика дедо. А имам и внуци, ме викаат исто дедо. Како е тоа возможно и за зетот дедо и за внуците дедо? Па не знам тоа како би исто. Добра, зетот како ве вика? Одли. Верче. Јас сум баба на двајца зетовци. А, така. И како ве викаат зетовците? Едниот ме вика по име, другиот ме вика бако. Во Белград, али не ми смета и тој што ме вика по име, не ми смета. Зетот баба. Е, како баба да ве вика, па вие сте баба на неговите деца, а не сте му на него баба? Па некогаш му е и незгодно да ме вика баба, па премолчува. Па ништо не ви вика? Па ништо не ми вика. Така да... Ако треба сол, може солча ми даеш? Може, не така.
или да ми подаде, или така. Како ве ословуваат зетовците? Чичко. Чичко Боро. Чичко Боро. Да, не, дедо никако. Вашата господја како ја викаат? Како вика, не вика бабо. Низи викаат бабо, а вас не ве викаат дедо. Да, сигурно. Само вика тоа. Сте ги подмитиле со Не, никако, како Паднала некоја ракија. не ракија, не една, две, три ракија, па тогаш иде уште пубаво. Мала провокација. Ја не сум слушнал дека зет се скарал со баба и со дедо, ама сум слушнал многу снаи дека се имаат испокарано со свекарве. Зошто е тоа така? Не, зависи од човекот. Вие не сте слушнале некоја снаа дека се испокарала со свекарвата? Слушнала, како не. Како не сум слушнала, ама не е тоа. И свекрвите треба да си човек. Ако ти дојди тујжа челат во кујчата, треба да ја почитуваш. Треба да му даеш на човекот слобода, а не да гледаш на криво, на лево. Може би две домакинки во една кујна се расправаат или не сака да ја вика мамо, да ја каже дека ете, ти не можеш никој пат мене мајка да ме бидеш. И така. И одма кавга. Да, и одма кавгите И почнуваат. снашката и го земала синчето. Да, тоа да. Луѓе, не ви се мешаме. Ви кајте се како што сакате. Тоа ич не е важно. Најважно од се е да има почит и разбирање. Ако вирее и љубовта, уште поубаво. Не заборавајте, животот е краток и глупаво е да се караме. Еден ден ќе не снема и нема враќање. За крај, муабетче со Лазар Лазаровски, еден од анкетираните. Вие сте архитект по професија. Архитекта, да. И цел живот го поминавте како архитект? Цел живот како архитекта, така да 37 години бев надвор по иностранство, Ирак, Иран, Кувајт, Русија, Германија, Мексико, Кина, Бразил, Јапан. Сите тие земји ги помина. 37 години се вратив во Македонија да бидам таксист. Отидовте во пензија, ама не седите мирно, Не седам мирно. туку си работите со такси. Да, работам како такси и фирма имам како таксиста. Уствари на синот се води фирма, али возам јас. Шетан човек, архитект по професија. И не му е срам да вози такси. Зошто да му е срам? Не ми е срам за било која работа, ако поштено, ако ти работиш. Сакам да се дружам с луѓе, сакам да разговарам, сакам да сменам мислење и таква работа. Мене ми е пријатно со да Вие сте си запознам. муабетџија. Муабетџија доста добро. Прав таксиста. Добро, и во денот се вади 1000 Па можда и повеќе, ако зависи колку и работите и како работите. Ја имам стални муштери, така да и повеќе. Тоа би било се. Одиме со нова темица. Јосиф Трајановски има неразделно другарче. Ова ми е најдобар пријател. Ја сам живеам, жена ми е почината, имам сини с нама, они се позади, имат посебно живеат тука. Се што уречам, ајде идемо, спиемо, ќе спиемо. Ќе шетамо, ајде. Знае кога да искучи, да понужда. Значи Саша фактички не ви дозволува да бидете осамен човек. Не, толку ми прави друштво, толку сум задоволен со неја. Саша има 2 години и многу сака да се лула. А и тоа, ама ритуално се качува по скали, а потоа се лизга. Све што уреча, све слуша. Само што не може да ти каже, да ти одговори. Заедно спиете? Заедно. Вака си спивала. Обавезно на рака ќе ми легне и на рака. Додека не се разбуди Јосиф, Саша мудро си молчи. Том ќе се разбудаме, одма ми рипа на стомак. Мора апе, мора грицка, па ме гребе за коса, па ми чешла коса. Па ако седнем, па чорапите ќе ми ги сцепале прстите, тегли намо да станеме да шедаме. Ајде, Саша. И тогаш искочим надвор на тераса. Инаку Саша е кучка на керката на Трајановски, ама повеќе му прави друштво на Јосиф. Кога е роден ден? Па сега на 3.6. На 3 јуни е родена Саша. Ќе има журка. Да, и моje име роѓен ден ми е на мене, на 3.6. Заедно ќе славимо. Еве така се све. Кутренцево е омилено во цело Маало. А со деца што прави овде, каде да го гледате кој има гушва. Не може да е отам. Абе, бега они трчат по неа,
се бркаат, она после ги брка, они трчат, она трчи по нив. Циркус. По сето кажано, не зачудува крајнава констатација. Иначе, ако не, она ја не знам што правам. Ја у телевизија цел вечер гледа, ама вака, што ми со мене, обавезно навечер ќе ушетаме до 9 саат, додека има, си седим од 6 до 9, обавезно 3 сата тука. Па другари, терајте вака до стотка. Извини, една минута само нешто ти кажам. Ствари, што извини, бе? Што им си извинил? А што ќе зборам, бе, човече? Немам тема. Ствари, нека почекаат, бе, малцен, да ми текне, што? Ке си почекаат, ке ми текне. Што сум, бе, ја? Супер херој? Мора мене секоја недела нешто смешно да ми текне. Абе, ајде, што? Што е ова? Нека си најдат, бе, тамо некој друг, он нека ги смее. Запнале, ја па ја. Но се добро да бидеме реални. Кој може бе како мене да ги насмее? Никој не е вака харизматичен, сладок, шармантен. Мила фаца имам, бе, мила фаца. Ме сакаат луѓето. Што е право, право е. Ме сакаат луѓето, што да правам? Треба нешто да им дадам. Не треба да ги разочарам. Ајде, друг пат ќе правиме муабет. Марина Гулеска преживеа мозочен удар, пошто остана парализирана на едната рака и нога. Марина треба да оди на рехабилитација во Турција, на зафат кој чини 20.000 евра. Се работи за самохрана мајка на 2 деца, па доколку можете помогнете, јавувајќи се на бројот 143 469. Телефонскиот број важи само за корисниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Тој што хрчи секогаш заспива прв. Пријатно. Пријатно.